Власта се меша во одлуките и врши притисок врз правосудството, за која Европската комисија во последниот извештај вели дека нема реформи. Изјавија на прес од СДСМ. Европската комисија наведува дека нема реформи, има широко распространета корупција и проблематични тендери. Ова, почитувани, не е општа критика, ова е директна диагноза за состојбата во која се наоѓа правосудниот систем во Македонија под актуелната влада на ВМРО ОКГ. Она што Европската комисија го забележува како системски проблем, ние го гледаме секојдневно во конкретни постапки и одлуки на премиерот Христијан Мицкоски и неговата организирана криминална група. За споменатиот извештај и реакцијата на СДСМ, Мицкоски изјави: Тоа што го слушаме од опозицијата е едно, но кои се фактите? Од сите споредено претходно, ово е најдобар за нас како земја. Дали е одличен, не е одличен, се констатираат забелешките. Има многу пофалби, има многу констатирани проекти и политики кои што испорачуваат, но има и критика. Кои се критиките? Критиките ги сумирам во три дела. Прво, констатиран е притисок од страна на политичари кон судството. Кога збориме судството, мислиме и на обвинителството и на судството, тоа е едно. Второ, имаме исто така констатиран факт дека требало повеќе пари да има за обвинителите и судиите. И трето е критика за самите обвинители и судии, што е контрадикторно на втората забелешка. Судството е во длабока криза, а граѓанската недоверба е најголема досега, констатира Мицкоски. Немаме испорака на задоволително ниво од страна на правосудниот систем. И тоа е општо позната констатација. Јас ќе продолжам од таа насока да испраќам пораки. Со сета политичка одговорност и ризик кој што ги имам, да, ќе продолжам, додека не видиме напредок во испораката на правдата. Тоа е прво. Второ, пари повеќе нема да добијат. Пари нема да добијат, иако се бара и во Законот за јавно обвинителство да се стави сума од 0,5% од буџетот, нема да добијат затоа што не ги заслужиле.